Добро утро. Денеска ми е големо задоволство во студиото на утрински брифинг да ја поздравам госпоѓа Бедија Беговска, актерка, доенка на Турскиот театар и на македонското глумиште. Добро дојдовте. Добро утро, добро. Ако треба повод за разговор, еве ќе кажеме дека поводот е ова висока државна награда 11 октомври, што ви беше врачена во понеделникот на празникот во Собранието на Република Северна Македонија. Како го доживувате ова признание? Ви благодарам за честитките и за поканата во вашето студио. На почетокот морам малку нескромно да признам дека не ми е прв пат да се заблагодарувам за добиени награди. Ги имам доста добиено и многу често одговарав на ова прашање. Меѓутоа сега се работи за едно исклучително големо признание кое се дава за животно дело, што подразбира дека прво дека сте доволно стар за да дојдете до тоа, но исто така подразбира дека сте поминали известна патека во животот која не некому, туку некаде и во некој општество представувала нешто и значела нешто, оставила своји траги. Огромна ми е радоста, многу сум почестена, горда. Тоа се вообичаени фрази што се говорат во вакви моменти, но навистина размислував што би кажала необично во случајов и дојдов до сознание дека во суштина кога човек добива награда, му се случува нешто во умот, знаете, му се ослободуваат некакви граници кои го ослободуваат од некакви, како да кажам, очекувања, вештини, сетила што ги имал пред тоа, а отвараат пат за некои можни други себеистражувања. Јас сум пензионерка веќе неколку години и морам јавно да и се заблагодарам на мојата директорка Несрин Таир, која ме врати во театарот после долги години отсуство, со два огромни проекти, со славната Флоренс во режија на Драгана Милошевска и со Вишновата градина од Чехов во режија на мојот многу почитуван Владимир Милчин. Јас сум чула и од други уметници дека практично за уметникот нема пензија. Така би требало да биде, но кај нас не пензионираат брзо. Знаете што порано имаше закон, вие сигурно знаете, господин Ордановски, дека нас имаше закон за пензионирање на 35 години. И стаж. Да, стаж, пардон, да, на 35 години стаж, не живот, се разбира, се подразбира тоа. И јас, можеби е тоа куриозитет, јас тогаш прв пат бев предложена за оваа награда. И јас сум неколку пати предлагана, конечно ја добив. Зашто и јас што зборува, благодарам, што зборува дека јас сум присутна доста актуелно и се подразбира квалитетно на сцената на уметноста во нашата земја. Се разбира, кога сме веќе на темата на пензии, само па има толку многу улоги во кои што треба да глумат, меѓу другото и пензионери, затоа што и во филмовите, и во театарот има и дедовци, и баби, и татковци, и мајки, и сега ликови од животот, не се само млади. Еве, ова, например, улога на Љубов Андреевна во Вишновата градина бара сериозно актерско искуство. И тоа како, но не само сериозно актерско искуство. Убавината и проклетството на нашата професија, воопшто на уметноста, но особено во театарот кога се работи, бидејќи е жива материја, таа уметност, значи се прави и се заборава, се остава. Во тоа што таа убавина и проклетството се состојат во тоа што секогаш почнувате од нула. Без оглед каков багаж имате зад себе, без оглед колку многу добри роли сте направиле, почнувате како нова задача, нов проект и така натаму и нема гаранција. Да, вашиот багаж нешто значи, но некогаш може и да не значи ништо ако не успеете да го дотерате проектот до крај, онака како што од вас се бара, како можете и така натаму. Морам да признам дека работата со Владимир Милчин беше една, како да ви кажам, едно ново за мене, уште едно прекрасно ново навраќање и откривање на тајните на театарот, една вивисекција на Чехов, на руската литература, на ликовите, еден ситен вес,
една длабочина која одеше во длабочина во нашите чувства или да речеме во висините на нашите умни фреквенции, нели? Една таква анализа на текстот во која за време на проектот сите млади актери во театарот постојано седеа во публиката. Мене ми беше здодевно да седам на пробите, они седеа, слуша, дури и шминкерката. Секој ден седеше и сценските работници и сите беа присутни на тоа создавање на театар. Да, во тоа е моќта на театарот и на уметноста. И моќта на оние со која ја споделувате. Во случајов многу сум горда што работев со господин Владимир Милчев. И само да прашам, кога сме веќе на темата, Љубов Андреевна е ликот кога што е една стара аристократка која што е прилично, како кажам, само бендисана и па дури арогантна и така натаму. Таа е собственик на Вишновата градина и така натаму. Што видовте како провокација во улогата? Секој лик е провокација, но сум играла руски текстови, Сонја во Злосторство и казна, што исто многу деликатен лик, Ана Андреевна во Ревизор и така натаму, но Љубов Андреевна е нешто друго, самото нејзино име што велеше господин Владимир Милчин, таа е љубов. Извинете, малку ќе шетам по темава и по вашето прашање, но се сеќавам дека на една проба правев истражување и излети од ликот, анализирајќи го, играјќи го, и ме искара, рече, ти да немој да ми играш мајка храброст, почна да играш нешто друго, врати се, она е љубов. Љубов е љубов, како и во многу литератури, особено во руската, мајка, и за мене, ова сега јавно го кажувам прв пат, и лично никоме не сум кажала, но јас мајките го доживам како мајка татковина. И љубов ја гледав низ тие очи. Вишновата градина е нашата земја, без оглед дали сме биле аристократи и слуги, но таму сме живееле, сме работеле. И она уствари, без оглед на својата ароганција, сега зборам за нејзиниот лик, таа бега од стравот да се соочи со проблемите во својот дом, во својата куќа, во својата земја, и бега надвор во странство, како што сега го прават тоа многу наши луѓе кои овде не може да се снајдат и бегаат како гастарбајтери. Она се враќа, но за да не биде доцна, да не бегаме сите од нашата земја, па еден ден да биде доцна, да се соочуваме со нашите проблеми. Така ја доживеа Љубов Андреевна како лик кој се плаши да се соочи со своите проблеми, се враќа, го одлага соочувањето и на крај многу катастрофално завршува со тоа што ништо не останува од Вишновата градина. Да, освен овие театарски улоги, публиката, пошироката публика, јавноста ве знае и од телевизиските серии, особено овие последниве терапија, Преспав. Дали имате улога во новото продолжение на Преспав? Не сега за сега. Јас морам да признам моја интима дека јас сум баш онака како родена за даските што живот значи. Значи таму плива многу рахат. За телевизија, филм, таму веќе се плашам како нова ученичка на вистина. И се радувам ако добијам таков предизвик за да ги решавам тие мои стравови. Се надевам ќе ме поканат. Добро, а кој од тие филмски или телевизиски улоги вака најмногу ви остана во сеќавање, можеби во добро, во лошо, не знам? Јас тоа ги прашувам оние што ги гледаат моите проекти, како на нив им оставило, впрочем ние затоа постоиме, за да допреме до тие за кого работиме. А инаку јас повеќе сакам да ви раскажам на пример некои куриозитети кои ми се случувале за време на снимање на серии и така натаму. Во Збогом Румелија, една турска серија која беше копродукција меѓу Македонија и Турција, играв улога на водаџика, жена која шета по селото и гледа каде има млади моми и ергини, па ги мажи и така натаму. И што е интересно, почна ми се јавуваат луѓе за да им ги мажам керките и синовите. И ама замислете колку тоа уверливо делува. Значи не мислеле дека сум јас на вистина на водаџика, аман ми го наоѓале телефонскиот број, те молам да ми најдеш за синот убава вашата земја Македонија таму на балконот, од Турција ми се јавуваат. Сме чули имаат многу фини
вредни моми. И така. А вие што им одговоривте на тоа? Јас реков, јас уште не сум мажена, како ќе им најдам на нив. Мислам, ова не сум мажена, во смисла дека сум сега слободна. Бевте, оваа година бевте во жири комисијата на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Не оваа година. Пред 2-3 години. Пред 2-3 години, добро. Мислам дека и претходно сте биле исто. Да, доста пред тоа. Што е тоа што го разликува сегашниот актуелниот театар или новите представи што сега се прават од претходните во смисла на актерите? Сакам да ве прашам дали Не знам дали добро ве разбирам, малку да ми Сакам да ве појасните. прашам дали денешните актери се исто толку посветени и исто толку добри актери како што беше вашата генерација. Уметност е без оглед што многу од видовите на уметноста се работат и индивидуално, но еве театарот е колективен чин, но сепак сепак е индивидуален чин. И значи дали некој како ќе си го води својот животен пат, зависи од него самиот. Без оглед што учествува во колективен чин. Значи, секоја индивидуа е посебна. Сите сме родени под разни звезди, разни хороскопски знаци, разни години, така натаму. И треба да научиме со нашата љубов, со нашата посветеност, талент, школа и така натаму, се што ќе ни користи во тој проект, да се служиме со тоа и да пливаме како глумци, што велите, како не можете да судите за секого. Треба да го запознаете и критички еден осврт или согледување на таа личност или глумец што и да е. Госпоѓо Бедија, ви благодарам многу на ова гостување. Јас би разговарала уште многу долго со вас. Знам дека ви е времето кратко, јас една порака до публиката. Значи, јас видов и слушнав дека пред малку имавте доктор како ваш гостин. Имаше препораки за некакви протоколи така натаму. Мислам не препораки, но зборувавте на таа тема. Мојата препорака е да, исто како лекарите, да уметноста во било кој вид, музеите, сликарските изложби, театарот, балетот, операта и така натаму, зимајте го како апчиња, ако не 3 пати по едно на ден, барем еднаш неделно и ќе се просветлите, ќе ви биде многу поубаво. Само уметноста е вечна. Па ние се обидуваме тоа да го практикуваме и јас и Александра со години назад, бидејќи сте потполно во право. Благодарам. Ете така. Благодарам многу што дојдовте да бидете денеска гостинка во нашето студио. Се надевам ќе се сретнеме пак за некој повод, нели? Па за следната награда, поставувам, така што тоа секогаш е Или следната прашање улога. или следната Ви улога. благодарам.